Трет ден потрага по исчезнатата Вања, се уште ни трага ни глас од тинеџерката, граѓаните на нозе, родителите во шок, децата вознемирени. Плакати со нејзиниот лик залепени низ центарот. Апел кој ќе ја забележи да даде точна информација на надлежните органи. Полицијата распиша потера, интензивно се бара 14-годишно девојче кој исчезна на патот од дома кон жилиштето. Сигналот на нејзиниот телефон се губи на Партизанска спроти универзална сала. Освен полициските тимови, и ловџиите се вклучија во оваа потрага. Потребна е брза интервенција на Министерството за внатрешни работи, велат од првата детска амбасада Медјаши, и тие во акција. Ние веднаш се обративме до нашите партнерски организации, Европската мрежа за исчезнати деца во Брисел, тоа е специјален број 116000. Во Србија се обративме до партнерската организација Центар за исчезнати занемарени деца и во Албанија, Тирана, до Центарот за детски права. И оттаму ги мобилизира институциите за да се раздвижат нештата, за да се евентуално пронајде девојчето. Она што го сторив исто така, ги информиравме Министерството за внатрешни работи за превземените наши активности и очекуваме оттаму да не информираат што тие исто така превземаат. Она што недостига во Македонија е да се воведе тој специјален број 116000 за исчезнати, грабнати, киднапирани деца, нешто што недостига, и да се воведе и да се активира платформата Најдиме, нешто што треба брзо да се интервенира кога некој дете ќе биде исчезнато, посебно првите 8 часа до 24 часа, до 48 часа медиумите да известуваат на секој пола часа, потоа и на час. Во училиштата недостигаат превентивни програми, децата да препознаваат несоодветно однесување на возрастните и да бидат внимателни при стапување во контакт за да не се најдат во ситуација да бидат изманипулирани. На сајтот на МВР се уште се активни потраги по 6 деца кои исчезна изминативе години. Родителите да внимаваат на своите деца, особено на комуникацијата на социјалните мрежи што ја воспоставуваат со непознати лица, велат психолозите. Неопходно е државата да почне да презема мерки, бидејќи менталното здравје на младите е многу загрозено во нашето општество, вели Бошковска. Исчезнувањето на малолетници дополнително влијае на нив. Ова има големо влијание на менталното здравје. Бројките покажуваат дека околу 19% од младите, значи во средно училиште, се имаат потешка депресивна слика и сето ова може само да ја влоши. Анксиозноста е дури некаде на 50% кај младите. Самата анксиозност е страв, слободно либдечки страв, народски кажано, но ова ќе се потенцира и реална опасност, значи дека повеќето од младите сега во овој случај би биле вознемирани. Младите имаат потреба од блискост и пријателства и доколку тоа не го добијат во реалниот живот, чаре бараат на социјалните медиуми и се изложуваат на многу непријатности.